Да, неодамна добивме финансиска поддршка од Министерството за транспорт и врски со изгласен амандман во собранието на околу 30 милиони денари, но самиот проект вредноста на самиот проект е околу 50 милиони, така да дополнително ќе се обезбедуваат 20 милиони кои што се потребни за реализација на овој проект. Се работи за изградба на катна гаража која што е неопходна за решавање на сообраќајниот метеж, поради тоа што во летниот период знаеме дека се бара место плюс и паркинг простор плюс, но немаме само реализација на катна гаража, туку и деловни простори со кои што ќе добиеме на некој начин стабилни финансиски средства за новото јавно предпријатие кое што ќе стопанисува со оваа катна гаража. Така да добиваме еден комплетен проект, односно објект кој што ќе решава повеќе работи, освен решавањето на сообраќајниот метеж, ќе имаме и деловни простори, затворен зелен пазар кој што ќе функционира и во текот на зимата, ќе имаме простор за издавање за некој си голем маркет кој што е исто така потребен за општина Дојран, ќе имаме и простор за ресторани, кафичи и такви ствари, така да мислам дека е доста одличен проект кој што ќе носи освен разобувување на тој дел од градот и дополнителни финансиски средства за новото јавно предпријатие. Каде е планирано? Не спомнавте, дали тоа ќе биде на зелениот пазар или не знам, конкретно Не, која тоа се локација? работи од ресторан Нота па се до ресторан Латераца, во тој дел некаде ќе биде лоцирано, меѓутоа се работи за монтажен објект, не се работи за тврда градба како што известува и како што имаше одредени критики од страна на некои луѓе на одредени групи. Значи се работи за монтажен објект од времен карактер кој што ќе биде изграден без никаква тврда градба која што би влијала негативно на екосистемот на Дојранското езеро. Значи едниот е преку Бирото за регионален развој, а другиот е преку југоисточен плански регион. Значи преку југоисточен плански регион, односно преку изгласување на проектите од страна на градоначалниците во овој регион, ќе се работи за расчистување и уредување на веќе постоечката патека, која што е од Нов Дојран до Стар Дојран, со ново означување, расчистување на бујната вегетација и санација на оштетените делови од надоаѓањето на езерото. Значи се работи за патека од некаде над 5 километри до плажата Елем. Така да оваа патека планираме да ја означиме и уште поубаво за велосипедите кои што од неодамна повторно беа набавени преку југоисточен плански регион, значи за рекреација на самите туристи и една дополнителна содржина со урбана опрема која што повторно ќе се поставува, односно замена на веќе дотрошената урбана опрема. Додека другиот проект преку Бирото за регионален развој добиваме ново возило кое што ќе служи за миење на улиците, за чистење на сметот и такви некои работи кои што ќе биде од огромна помош на новото јавно, односно на јавното комунално предпријатие.